легендарното вечно почивалиште во Русиново, каде биле закопани Груев и неговите соборци Сандо Китанов, Атанас Карчов и Ѓорги Попстојанов. На патот кон реализација на мислата за национално обединување на македонците, на само неколку километри од бугарската граница, авторитетниот револуционер и неговата чета паднале во рацете на турскиот аскер. 108 години подоцна, Малешевци ја величаа неговата волја и дело. Свежо цвеќе пред паметниците во селото. Тоа не само што го заслужува Даме Груев како идеолог за слободна и независна Република Македонија, туку и ние самите граѓани треба да ја продолжиме таа традиција, таа борба, за да ја имаме Македонија поразвиена, поуспешна, попросперитетна. По врвиците на војводата, трнливите патеки по кои чекорел додека бегал од непријателскиот окупатор, денеска маршираа стотици негови почитувачи. Маршот почна на местото каде одамна живеело чорбаџиското семејство Алајѓозови. Овде сега има една трошна куќа за која денешниот собственик Јордан Страторски вели дека било за солниште на Груев и четата. Само знам дека тука се криели исто во избата. Тука и тоа е тука било станували се тука тие Алајѓозови што вика. Додека Јордан раскажуваше за живата историска вистина, скривалиштето на војводите, тапаните одекнуваа силно. Небаре планината решила да проговори за смртта на непокорливиот војвода. По 2 часа неговите почитувачи пристигнаа на местото каде некогаш паднала револуционерна крв. Животот на големиот војвода од Смилево завршува во непријателската битка овде на врвот Петлец во 1906 година. Токму во негова чест се поставени неколку споменици. Во пресрет на трагичниот 23 декември почит му оддадоа и македонци од бугарското село Брежани, родното место на Китанов, кој го делел и последниот момент до смртта со големиот револуционер. Братја сме, македонци сме всичките, и вие, и ние. Да, разстојанието не е, да, соседи сме. Традицијата во наредните години, значи ли дека ќе продолжи? Да, разбира се, че ще идваме. Трябва да продължи, защото все пак тези хора са се борили и всичко са правили за нас. Смртта на Даме Груев, првиот секретар на Македонската револуционерна организација, била триумф за османлиските власти, но неговата волја за македонско револуционерно движење и по еден век останала оправдана идеологија која еден народ ја преточи низ познатите народни песни. Soma